Ветеринарната станица и Сдруженијето за заштита на животни обезбеди живот денеска во заедничка акција да се реши проблемот со кучињата скитници. Една екипа цел ден е на терен, се заловуваат женките и се носат во ветеринарната станица. На тој начин ќе се разбијат големите групи кои представуваат опасност за граѓаните. Управljamo заловување на дел од женките, кај што веќе постојна ситуација на споеност и тоа повеќе групирања, кај што представува опасност за моментално за средината и не е уред да се дозволи понатаму да се тероризира градот. Колку кучиња ќе се заловат не се знае. Од Сдруженијето велат дека се работи според ситуацијата на теренот. Од центарот на градот ќе се фатат 3 до 4, но во меѓувреме очекуваат и дојави од граѓани кои живеат во другите делови на Велес. Директно од самиот терен делуваме, не ми може ефективно да кажеме, меѓутоа има 3-4 женки кои што моментално, а веќе имаме информации горе и во Нова Населба исто и таму ќе се реагира, така да гледаме да средиме состојбата во градот. Решение за проблемот со кучињата скитници бараат и граѓаните. Голем дел од нив реагираат затоа што ги има премногу. Да се преземе некоја мерка, треба да ги приберат недека или воопшто да не пуштат. Опасно е. Убаво е да се приберат, да се гледаат, да ги чува некој. Не ме страх мене само поише деца кои добри уплав и нашо тој уплав води на болест. Мораш да вртиш кружни токови да правиш за да ги избегнеш тие кучиња и така. Има кучиња. Скитници многу има. Јас сум на такво место што има кучиња на улица, испадни со кучиња можеш да разговараш, луѓе не. Според изјавите на граѓаните, најкритично е во утринските часови кога кучињата се во потрага по храна. Денешната акција е пред стартот на второто полугодие од учебната година. Треба да се разбијат големите групи на кучиња за да не се плашат и учениците. Уште една успешна акција против рибократците. Чуварите од Сдруженијето Бабуна и представници од Агенција за обезбедување синоќа на лице место фатиле 2 лица кои со мал мрежест прибор извршувале нелегален улов на риба. Акцијата на рибочуварската служба била многу брза. Откако ја добиле дојавата, веднаш се упатиле на лице место. Рибократците биле кај кеот на Вардар. Кај нив не била пронајдена уловена риба. Чуварите заплениле и една мрежа слепица која била поставена во водата, но не е пронајден сторителот. Токму овој дел од Вардар сега е некритичен, затоа што пред месец дена Сдруженијето Бабуна го пориби со крап. Затоа е атрактивен за многумина. Спортските риболовци кои секојдневно се тука бараат почести контроли. Контролата на риболовците и таа треба да се појача. Така. Од овдека не се лови спортски. Јако што гледам и спортски не се лови. Овдека доле порибија риба, пуштија крапчиња и краши, не ги доле да проверите да видите како пецаат. Порибувањето ги привлече рибарите, секојдневно ги има на кеот, ни рекоа дека биле задоволни, уловот годинава е добар. Па добар, денови имаше подобар, денови полош, важно, вие денови сега се подобри, од таа страна бадат скова поеќе, 5-6 кила си бадат така. Акција против рибократците синоќа имало и на езерото Младост, но овој пат тие им побегнале на чуварите. Унијата на жени на ВМРО ДПМН ќе ги помага многодетните семејства. Синоќа организираше хуманитарна акција, содржа саемот на традиционална храна. На штандови во локалната библиотека се продаваат домашни специјалитети подготвени од членките на партијата. Овие производи тука се продаваат по символични цени и сите средства кои што ќе се соберат, значи ќе бидат наменети за социјално загрозени многодетни семејства на територија на општина Велес. Во зависност од сумата која што ќе собереме, ќе бидат дадени на едно или на повеќе многодетни семејства. Огромен интерес покажаа велешани за хуманитарниот саем. Храната се распродаде за само 30 на минути. Јас сум навистина среќна што вечерва сум дел од оваа активност. Мене навистина многу ми се допаѓа тоа што имаше во огромен број традиционална храна изготвена овде од страна на жените. Особено ми е драго што цените беа многу пристапни, а најмногу задоволство ми представува тоа што сите средства кои што се собираат се даваат во семејства на кои што ќе им бидат потребни, односно се за донации. Прекрасна хуманитарна акција организирана од Унија на жени на ВМРО ДПМН. Значи, со многу голема посетеност. Халата е овде претесна да не собере на сите. Од Унијата на жени велат дека досега хуманитарниот сајам покажал одлични резултати.
Лани парите собрани од продажбата на храна ги донирале на 3 семејства. Се надеваат дека годинава ќе соберат повеќе пари за помош на многодетните семејства од Велес. Хуманоста на Велешани не запира. Невладината организација Квалитетен живот донираше храна во општинската организација на Црвен крст за најсиромашните семејства во градот. Донацијата се состои во основни прехранбени производи и зимница. Верувам дека ова донација е премногу мала, а имаме премногу голем број на семејства на која им треба социјална поддршка, значи им треба средства за да можат да го преживеат овој живот овдека во нашиот град, нели? Знаеме во каков град живееме, дека многу малку од луѓето работиме, имаме примања, било какви, нели? Сепак ние се ослонивме на Црвениот крст, прибидејќи секретарот на Општинскиот Црвен крст, Миле Маџаров, има контакт со тие луѓе и знае каде е потребно и каде треба да се даде таа храна или облека или било што да се собере. Од Општинската организација на Црвен крст велат дека велечани досега се покажале како многу хумани луѓе. Постојано во центарот пристигнувале донации од разни организации, политички партии и индивидуалци. Се надеваат дека и во иднина добронамерните луѓе ќе бидат дел од нивните хуманитарни акции. Нашите сограѓани можам слободно да речам дека се многу хумани, даруваат секогаш се она што имаат. Крводарувањето, додолувањето по хуманитарна помош во облека секојдневно доаѓаат овде и донесуваат вака невладини организации, издржени на граѓани како што е Квалитетен живот, исто така многу често доаѓаат овде донираат своји прилози, а често пати се јавуваат и партиските организации кои што исто така знаат да бидат и хумани по својот начин на работа да донираат хуманитарна помош. Комисијата која работи во рамките на Општинската организација на Црвен крст ќе треба да избере на кои семејства од најранливата категорија ќе им биде доделена денешната донација. ...425 земјоделци од Велешко користат државно земјиште. Секој од нив обработува по околу 10 хектари. Овие податоци денеска ги објави Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Во партијата сметаат дека во последните 4 години зголемен е интересот за обработување на државно земјоделско земјиште. Во овој период под закуп се издадени скоро 5000 хектари обработлива земја. Идејата е максимално да се искористи обработливото земјиште во функција на што поголема продукција на храна. Во тој правец, владата и ресорното министерство се решени преку огласите за издавање на земјиште под закуп да се издаде и последното парче необработена земја. Од партијата информираат дека за подобрување на земјоделието во државата, неодамна владата донесе нови мерки за развој на аграрот. Така земјоделците кои имаат под закуп државна земја наместо на 31 декември во тековната година, киријата ќе треба да ја платат на 31 јули наредната година. Ваквата одлука е во пресрет на барањата на земјоделците, кои изразија огромно задоволство од истата, а со цел полесно да ја платат закупнината откако ќе го продадат произведеното. Според податоците кои ги објави Општинскиот комитет на владеачката партија, преку програмата 50-50 во Велес се набавени нови 170 трактори и друга земјоделска механизација. Од субвенции пак во џебовите на велешките земјоделци се слеале повеќе од 4 милиони евра.